Министерот за правда демантира дека судот во Страсбур одлучил аболицијата на Иванов да важи, но сепак потврдува дека токму врз основа на одлуката на тогашниот претседател на Македонија од април 2016 година има предмети за кои е започната постапка или пак се во почетна фаза на комуникација. Она што е точно е дека пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур одредени лица обвинети или осудени во постапките на поранешното СЈО почнаа постапка со која ги проблематизираа тековните судски постапки во Македонија од аспект на аболициите на Иванов. Дел од правниците велат штом судот во Страсбур дозволи одредена апликација да го помине првиот филтер, се поверојатно е дека таа сериозно ќе биде разгледана, оти има основ. До судот за човекови права има испратено дузина апликација од страна на обвинети или осудени луѓе од Македонија кои ја спорат судската одлука. Дел од нив се и за оние предмети кои се завршени или се при крај, а за нив имаше аболиција од страна на тогашниот претседател Ѓорѓе Иванов. Тој ја повлече одлуката за аболиција, но голем дел од адвокатите и правните експерти и тогаш, но и сега, велат дека еднаш дадена аболиција не може да биде поништена. Пример за тоа е што Грција не дозволи екстрадиција на поранешните функционери во МВР, Горан Груевски и Никола Бошковски, оти во Македонија ке немале фер судење, но и ефектот од одлуката за помилување, која не можела да се анулира, независно дали помилувањето во било која постапка или со било која одлука е ставено вон сила.